Во Македонија има се помалку бебиња. Демографската слика е многу лоша, особено што од друга страна има се повеќе иселување од земјата. Бројот на населението рапидно опаѓа. Во 1950 година во нашата земја имало над 50.000 новороденчиња, а лани беа само околу 16.000. Ако продолжи ваквиот тренд, можно е за 2-3 децении Македонија да има под 1 милион жители. Ова е алармантен податок, но дали Македонија го слуша алармот и дали потоа реагира соодветно на тоа? Без деца и младина нема добра иднина. Економијата ќе стагнира, пензискиот систем ќе колабира. Да не зборуваме за радоста и задоволството што го носат децата кои воедно и ни го сочувуваат коренот. Сегашната власт направи некои обиди да се ублажи демографскиот пат, но дали е доволно? И всушност разбира ли Македонија и преостанатото население во неа колку е загрижувачка состојбата со демографијата? Почна аплицирањето на студентите за добивање помош при купување на компјутери. Ова го овозможи владата со конкретна мерка. Ветеното го реализиравме. Студентите ги добиваат ветените 250 евра или 15.300 денари за набавка на електронски уреди, лаптоп, таблет или персонален компјутер, велат од владата. Оваа корисна и навремена мерка е намената сите студенти до 29 години кои имаат запишано семестар во учебната 2025-2026 на додипломски студии на државните или приватните факултети. Со ова материјално се помага на студентите и нивните семејства, а воедно се овозможува и пристап до сега веќе основното орудие за учење, тоа е компјутерот. Студентите ќе можат да аплицираат до 20 декември, а подигањето на ваучерите ќе можат да го реализираат до 31 декември 2025 година. Полагањето матура и возачки испит се едни од главните воведувања на младите во светот на возрастните. Но ова второто за некој почна се повеќе да станува далечно. Многу е скапо. Особено сега откако се обзнани дека автошколите ја зголемија цената на обуките за дури 35%, односно за 8.500 денари. Оправдано ли е волку големото покачување на цената? Претерале. Направиле полагањето да чини цело богатство. Овие како да сакаат да возат само богатите. Ова се дел од реакциите на младите испишани на социјалните мрежи. Според новите цени, обуката за возач од Б категорија е зголемена на 33.000 денари, а потребни се и други трошоци околу полагањето. Собствениците на автошколите објаснуваат дека им се зголемиле трошоците и дека по долго време на одложување сега морале да ја покачат цената. Требали да се субвенционира дел од обуката, а требали и да се провери оправданоста на покачувањето на цените. Се прашања за надлежните државни и локални власти. Инаку за подсетување, МВР често пишува казни за возачи кои не полагале возачки испити. Уште еден ден и ќе започне долго очекуваното судење за катастрофалниот пожар од март годинава во дискотеката Пулс во Кочани, во која животот го загубија 63 млади лица, а беа повредени околу 200. Во среда ќе започне соочувањето со правда за обвинетите 35 физички и 3 правни лица. Правда и соодветни казни очекуваат и роднините на загинатите и целата македонска јавност. Тоа беше искажано и на последниот масовен протест во Скопје. Судењето ќе се спроведе во специјализираната судница во КП Дом Идризово, а најавено е и дека ќе се води со темпо од 2 рочишта неделно. Од Скопскиот кривичен суд потврдија дека се обезбедени сите неопходни услови за фер и транспарентна постапка, а обвинителството информираше дека нивниот тим е составен од 15 обвинители за да од нивна страна нема успорување на процесот. Македонската јавност будно ќе го следи процесот. Покрај нужноста од правда, ова е голем тест за македонското судство и обвинителство. Или ќе го поправат впечатокот кој ги имаат граѓаните за нивната работа, или ќе... Димитар Апасиев соопшти дека следната недела во Собранието во својство на председател на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот планира да закаже посебна комисиска седница на која ќе се расправа за трагичниот пожар во Кочанската дискотека. Ке се разгледува добиената представка од Здруженијето 16 март на родителите од Кочани, на која ќе се расправа за изнесените наводи поврзани со страшната трагедија во дискотеката Пулс. На седницата официјално ќе бидат поканети и представници на подносителите, објави Апасиев.
Инаку и пратеници од СДСМ бараат одржување на надзорна расправа за катастрофата во Кочани, во која загинаа 63 млади луѓе. Откако вчера по 3 дена расправа Собраниската комисија за финансирање и буџет го заврши општиот претрес по предлог буџетот за 2026 година. Од денеска почнува расправата по амандманите. Поднесени се над 200 предлози за дополнување на буџетот. Пратениците од владеачкото мнозинство велат дека предложениот буџет е реален и раздвоен со индикатори базирани на подобрување на економскиот раст и силна реализација на проектите и приходите. За пратениците пак од опозицијата ова е потрошувачки буџет за купување социјален мир, бидејќи 91% од расходите се за трошоци што не генерираат раст. Националната кампања 1 од 5 стоп за сексуално насилство врз деца почнува денеска на Светскиот ден за превенција на сексуална експлоатација, злоупотреба и насилство врз деца со настан кој ќе се одржи во Europe House. Настанот е организиран во рамки на проектот Поддршка на ЕУ за владење на правото во партнерство со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Народниот првобранител и со поддршка од Бирото за развој на образованието. На настанот ќе бидат промоверени едукативни видеа, печатени материјали и постери адаптирани за локалниот контекст, наменети за деца, родители, старатели, наставници и професионалци кои работат со деца. Македонската фудбалска репрезентација синоќа го одработи последниот тренинг на градскиот стадион во Кардиф пред денешниот натпревар против Велс од квалификациите за пласман на светското првенство 2026. Македонија на овој меч ќе биде ослабена поради отсуството на Алиевски и Муслиу кои се повредени. Избраниците на селекторот Благоја Милевски ќе се обидат да останат непоразени и со тоа да изборат полесен противник баражот. Ждрепката за баражот е во петок. Синоќа во Загреб се запали предпоследниот кат од облакодерот Вјестик. Пламенот се ширел и на другите спратови вертикално преку вентилационите отвори и техничките канали, што представува особено голем ризик за целата конструкција. Градоначалникот на Загреб утрово изјави дека штетата е многу голема и дека по санирањето на пожарот ќе се одлучува дали облакодерот ќе се руши или ќе се реконструира. Во моментот на избивањето на пожарот во зградата немало луѓе. Албанската опозиција синоќа во Тирана го одржа првиот од серијата најавени протести за, како што рекоа, уривање на наркорежимот. Говореа лидерот на Демократската партија Сали Бериша, кој не поштеди зборови на осуда кон владата и премиерот Еди Рама, и неколку пратеници од партијата кои рекоа дека набрзо во затворската келија на градоначалникот на Тирана, Ерион Велијај, ќе му се придружат премиерот Рама и вице-премиерката Белинда Балуку. Возило за транспорт на пари во кое имало 2 милиони евра државни пари било ограбено вчера попладнево во близина на Рашка, а пронајдено е кај Нови Пазар, јавија белградски медиуми. Ограбувачите биле маскирани и вооружени, го пресретнале возилото што ги транспортирало парите, насилно го одзеле и избегале. Во инцидентот нема повредени. Турската и германската јавност се во шок по трагичната судбина на семејство турци од Германија. По двете малолетни дечиња, како последица од труењето во Истанбул, почина и мајката, а таткото е во животна опасност. Првично сомнежот бил дека станува збор за труење од расипани полнети школки, купени од уличен продавач, но германските медиуми пишуваат и за пронајдени нелегални инсектициди во хотелот во кој биле сместени. Властите за време на викендот го евакуирале и запечатиле хотелот, а во меѓувреме приведени се десетина осомничени. Руската федерална служба за безбедност објави дека пред неколку дена спречила обид за атентат врз главниот советник за безбедност на рускиот претседател и поранешен министер за одбрана Сергеј Шојгу. Атентатот требало да се изврши со бомба на московските гробишта кога тој го посетил гробното место на блиски роднини. Уапсени се 3 лица, руски брачна двојка и имигрант од Централна Азија, кои биле врбувани од странска служба. Унгарскиот премиер Виктор Орбан го искоментира барањето на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен членките на Европската унија да испратат повеќе пари на Украина.
Во време кога стана јасно дека војната мафија зема пари од европските даночни обврзници, наместо да бара вистински надзор или суспензија на плаќањата, председателката на комисијата предлага да испратиме уште повеќе. Целата оваа работа е како да му се помогне на алкохоличар со испраќање уште една гајба водка, напиша Орбан во објава на социјалната мрежа X.